најдат механизми како тоа да се ублажи во овој период. Владеачката структура дека вакво зголемување за 600 евра на минималната плата нема да може да биде издржливо, за паралелот ќе направиме со пензиите. Ако пензиите може да се зголемат со 5000 денари одеднаш, ще гледам причина зашто немаме можност исто со законско решение на ваков начин да најдеме механизми и преку кратење на многу трошоци кои што се непотребни во државата да доведеме до зголемувањето на минималната плата. Целосно сум свесен во каква состојба се наоѓаат граѓаните што примаат минимална плата и затоа верувам дека сите овде ќе се согласиме дека тоа не се само ставка во табела, туку останува реалност. Потрошувачката е концентрирана во основните животни намирници, како месо, јајца, овош и зеленчук. Затоа велам просекот може би покажува 4:1%, но за работникот што живее од минимална плата чувството е многу поголемо. Работници се пријавени на минималната плата, а остаткот од примањата ги исплаќаат на рака. Имајќи го предвид овој факт, најмногу губи државата, но губи и пензинскиот и здравствениот фонд. Временско субвенционирање на разликата во придонесите од зголемувањето. Со тоа ќе го намалиме шокот врз микро, мали и средни компании. Игнорирање политичка острина кон барањето на работниците. Во таква клима социјалниот диалог не се одржува, туку тој се задушува. А владата да си ја презема одговорност, да ги затвори системските дупки, каде што се губи куповната моќ нашите работници. А работникот зема минимална плата од 24.379 денари. Односно, добива помалку од 10% од вредноста што ја создава.